Бог нема наместо тебе да го направи она што ти сам можеш да го направиш. Тој е како добар родител кој стои покрај тебе и ти дава сила. Но ти мора да станеш од безнадежност. Ти мора да направиш промена и ти мора да прекинеш со гревовните навики. Физичкиот хендикеп е целосно во Божи раце. Кога тој ќе процени дека се исполнило времето и условите за да го отстрани физичкото ограничување во твојот живот, нема сила во вселената која тоа ќе го сопре. Господ ќе заповеда и така ќе биде. Но вториот, духовниот хендикеп, не може без тебе. Како што вика старецот Паиси, Бог им помага на оние што се трудат. Мал напор од човекот повлекува голема благодат од Бога. За телото му рече стани и оди, исцелен си. Но за душата не му рече продолжи си како што си знаеш, од утре нема да имаш искушенија и нема веќе да грешиш. Напротив, искушенија ќе има, ама ти треба да престанеш да грешиш. На крајот се сведува на едно прашање. Дали сакаш да оздравиш? Дали сакаш да застанеш на нозе? Ако сакаш, не барај човек и не барај врски. Христос е твојот Богочовек. Тој е се што ти треба. Тој веќе ја запечатил благодатта во тебе. Веќе е присутен во твојот живот. Стои и чека на тебе. Затоа стани, земи си ја својата постелка и оди.